Повторно појава на позитивни случаи со COVID-19 на самиот почеток од годината. Во текот на 2025, а заклучно со 19 јануари, регистрирани се вкупно 13 заболени лица, а процентите на позитивност се движат до 2,6% за сега, истакнуваат од Институтот за јавно здравје. За ваквата ситуација граѓаните велат дека вирусот покрај што е непредвидлив, тој е и опасен, но сепак едногласни дека за истиот нема на кој да се верува. Па може се си бил. Кај нас Штипско е малку ветрче има, па променува и мене се климата кај нас. Не е како у други гради што е мирно време и за тоа повеќе имаш вика тие работи. А тука пролазно е. Јас сум вакциниран во Сивовак. У тоа беше вакцина Синовак што е, у тоа се вакцинираме со жената и толку биде. Благодарам на Господ, арни сме сега се. А осетите ли промени од кога се вакцинирате или не? Ништо не се. Ништо, се убаво биде, се уред биде. 77 години сум. Што да се вакцинирам? Фане некаде, нека ако отишол некој друг град, потфане и тука дојде, ето тие. После вакцината, па исто. И со неа и без неа, исто се осеќа. Па секој како си мисли така, како беше за вакцините порано, кој сака, кој не ике, кој како си размислува така. Ништо чудо, се е можно. Има ли веројатност да се расшири? Па, ако е дошло, ќе се расшири нормално, не е предвидливо работа тоа. Ама опасно е во секој случај. Нормално дека може да влијае лошо прво и психолошки го луѓето прифаќаат малку потешко и здравствено со лоши последици. Советуваат, ама веќе не знаеме што да послушаме. И тие што се вакцинираа многу последици претрпеа, човек, луѓето се стварно у недоумица, немат објективни информации за тоа. Како е со толку искуство сега, седне на 17 години, ќе се мислам дали да се вакцинирам, дали да се вакцинирам. Затајува некаде работата, ама што да прави? Доколку истиот се расшири, анкетираните велат дека тоа ќе се одрази лошо врз менталното здравје, што значи дека прекумерена доза на страв ќе си го направи своето, додаваат тие. Па могуче, се е могуче. У денешно време ништо не е изненадува. Не е да е Боже, па да се случи. Не е добро. Тоа е најстрашното дури. Поопасната работа е тоа. Луѓето се призатворат дома, ред пропратни проблеми. Страв. Страва е најлошата работа што може да случи. Инаку бројот на заболени од COVID-19 на неделно ниво е мал, но со оглед на тоа дека во тек е периодот за зголемена циркулација на респираторни вируси, во северната хемисфера постои ризик за активност на COVID, да се зголемува што е нагласува континуираната потреба од надзор на национално и регионално ниво, велат од институтот.